Кратки најави за денешниот дневник. Најпогодени од економската криза се многудетните семејства и самохраните родители. Сдруженијето Harvest Кооператив на Охриѓани им донираше фиданки во рамки на Фестивалот на дрвијата. Одложено денешното рочиште од судскиот процес за случајот Пендиков. Францускиот поет Жан-Пиер Симеон добитник на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата 2024. Соединетите Американски држави започнаа евакуација на своите граѓани од Хаитите. За најавените и заостанатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид по студеното утро во текот на денот имавме сончево и топло време со пораст на дневната температура на максимални 14 степени Целзиусови. Во петок во северните делови на Европа под влијание на циклонска активност ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во поголем дел од Скандинавија ќе има врнежи од снег. Во останатите предели од Европа ќе превладува стабилно време со зголемена облачност и надпросечно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Локално во Босна и Херцеговина со слаби врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 12 до 18 степени. Во Македонија во петок ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и топло. Минималните температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од -2 до 6 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 9, односно до 19 степени. Во Охрид во петок ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе дува до умерен северозападен и североисточен ветер. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во сабота претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимални 14 степени. Во недела умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во текот на ноќта, недела кон понеделник, врнежите од дожд ќе продолжат и се очекува во понеделник во раните утрински часови да престануваат. Во понеделник во текот на денот разведрување и ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и температура до 12 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Економската криза и порастот на цените на основните производи го зголемуваат бројот на социјално ранливи лица. Најпогодени се многудетните семејства, заедници со болни и инвалидизирани лица и самохраните родители. Голем дел од социјално ранливите секојдневно се борат со глад, а голем е и бројот на оние кои имаат проблеми, но се срамат да побараат помош. Економската криза го зголемува бројот на сиромашни. Изминативе десетина години, бројот на социјално загрозени семејства во Охрид е речиси двојно зголемен. Од 400 се искачил на 600 семејства на кои им е неопходна помош. Најпогодени се многодетните семејства, заедници со болни и инвалидизирани лица и самохраните родители. Од 2000 до 2500 луѓе секојдневно се борат со глад, а голем е бројот и на оние кои имаат проблеми, но се срамат да побараат помош. Економската состојба не само во нашата држава, него и пошироко, налага да бројот на луѓе кои што се справуваат со социјално-економски проблеми е се поголем. Притисокот следствено на тоа се зголемува на оние организации кои што се занимаваат и гледаат да помогнат на такви луѓе, тоа е пред се Црвениот крст. Преку цела година имаме голем број на граѓани, на луѓе во социјален ризик кои што бараат најразлични видови на помош, од прехранбени производи, облека, здравствени услуги, покривање на трошоци за здравствени услуги, лекови и така натака. Сето тоа навистина се обидуваме да го обслужиме, да излеземе во пресред. Социјално ранливите најчесто бараат помош во храна, прехранбени и хигиенски производи, но голем е бројот и на оние лица кои бараат помош за здравствени проблеми, како оперативни зафати и транспорт до клиники. Од Црвениот крст од Охрид апелираат до граѓаните да бидат хумани и да се вклучат со донации. Најбројни се луѓе кои што не можат да се прехранат, луѓе кои што имаат економски проблеми, кои што не работат од најразлични причини, или се со некое пореметување, или се со некој инвалидитет. Секако имаме самохрани мајки кои што работат, но имаат повеќе деца па не можат да ги обслужуваат. Најразлични категории, бројни категории, акции хуманитарни за прибирање на одредени средства ги вршиме и вонредно и редовно, зависно од потребите. Одзивот е добар, но може да биде и подобар, може да биде секогаш и повеќе и подобро, така да апелирам и повикувам до сите оние кои што имаат и можат да споделат добрина и она што го имаат со оние кои што немаат, навистина тоа многу ќе значи. Волонтерите од Општинскиот Црвен крст на терен спроведуваат низа активности со цел да се подигне јавната свест за немаштијата и социјално загрозените семејства и да се изнајдат фондови за да им се помогне, дистрибуирајќи им пакети со храна. Под мотото "Сите треба да имаме едно дрво", денес на плоштадот во Охрид, Сдруженијето Харвест Кооператив делеше фиданки од дап, багрем и бука на граѓаните со цел истите да ги посадат во своите дворови. Во акцијата Фестивал на дрвја вклучени се и голем број училишта од целата држава кои ќе засадат млади фиданки во училишните дворови и ќе се грижат за нив. Акцијата за засадување дрвја ќе трае цела година и секој кој што сака може да донира средства на Сдруженијето за набавка на садници. Денеска на градскиот плоштад во Охрид Сдруженијето Харвест Кооператив делеше садници дрвја на граѓаните. Истовремено во дворовите на основното училиште Свети Климент Охридски Охрид и коледжот Јахја Кемал Струга беа засадени дрвца. Активностите се во рамки на кампањата Фестивал на дрвја, која Сдруженијето ја спроведува низ целата држава. Целта ни е да ја разбудиме пролетта и да ја подигнеме свеста на граѓаните за значењето на дрвата и пчелите. Затоа се одлучивме за дрва кои се важни за пчелите како единствен вид на опрашувач на планетата. Доколку не би постоеле пчелите, голем број на зеленчуци или овошја би исчезнале од исхраната на луѓето, вели Сезар Акин, председател на Сдруженијето Харвест Кооператив. Тазе Сдружение Харвест Кооператив со селта се грижиме за традиционално земјоделски добри практики. Од почва почнуваме и да одиме до крај, до здрава храна. Се грижиме на тоа и денеска акцијата ради тоа, пример, не даваме обична дрва, овие дрвја што одлучивме ние, багрем, бука и дап.
што помагаат и влечит пчелите. За нас најбитно, знаете дека е пчелите. Акцијата започна со подарување на садници набавени со сопствени средства на Сдруженијето, а истата ќе продолжи и ќе трае преку целата година врз база на донации. Секој кој што сака може да донира средства со кои ќе се набавуваат садници. Тоа е пораката на оваа активност. Секој треба да има едно дрво. Во акцијата се вклучени голем број училишта од целата земја кои младите фиданки ќе ги засадат во училишните дворови и понатаму ќе се грижат за тие дрвја. Сега моментално се договоривме поради грижа сегде во школа. Исто така во Скопска Црна Гора имаме една место, како нашата шума да речеме веќе, така имаме закрстено, околината каде што имат она појке пчели. Не само да садиме, мора да и огледуваме, да растет. Значи не е така она некои гранки да оставаш таму, после да мислиш дека ќе растет, мора да имаме нешто и да пратиме дека расте. Многу деца не ги познаваат голем дел од растенијата, овошјата и зеленчуците кои ги гледаат на зелените пазари или во маркетите, а да не зборуваме за дрвата. Децата мора да учат повеќе за тоа од каде доаѓа храната и за природата, вели Сезер Акин. Ние сакаме да се садат, да играт малку со земја, да разберат како се садат, како се гледат прво засадени на дрвја. Сегде имаме дрвја, ама никој не знае тоа, например, како растет, како има садено. Ради тоа, утре сакам да бидет некој 30 годишен, да рече на оваа школа што имаме садено, види каква веќе стана, како има растено, да памти тоа. Само во еден ден Сдруженијето Harvest Cooperative во соработка со 20 училишта засадија над 5000 садници. На плоштадите во Охрид и Скопје беа подарувани фиданки од даб, багрем, бука и габер на граѓаните да ги посадат во своите дворови. Поддржете ја нашата акција со 1000 денари, а ние во ваше име ќе се погрижеме многу фиданки да се сретнат со почвата, порачуваат од Сдруженијето. Секој граѓанин, институција и фирма може да донира. Информации за тоа како може да се донира за фестивалот на дрвјата, но и за мисијата и проектите на Сдруженијето може да се најдат на нивната Facebook страна. Во Основниот суд во Охрид денеска не се одржа закажаното рочиште од процесот што се води по предметот во врска со нападот врз Христијан Пендиков, секретарот на поранешниот бугарски културен клуб во Охрид. На судењето не се појави еден од обвинетите и двајца од сведоците кои требаше да дадат исказ. Наредното рочиште е закажано за 16 април. Одложено денешното рочиште од судскиот процес за случајот Пендиков. Причината е што денеска во Основниот суд во Охрид не се појави 23-годишниот битолчанец Борче Ангелов како кообвинет за кривично дело нанесување на тешки телесни повреди на секретарот на сега згаснатото Сдружение Цар Борис III во Охрид Христијан Пендиков, како и на двајца од тројцата сведоци кои требаа денеска да дадат исказ пред судскиот совет. Прво обвинетиот Илија Спасески пак откако беше исконтактиран за кратко време пристигна во судот. Сметам дека се работи за купување на време, дека намерно го одолговлекуваат процесот, изјави застапникот на Христијан Пендиков, адвокатот Стефан Камишевски. Усно на рочиштето претходно беа известени дека ова рочиште ќе се одржи денес и во 12 часот, така што и законот, а и, како да кажем, нормалното расудување предпоставува дека се уредно известени и требаше да се појават денес. Бранителот на обвинетите пак Димитар Цобовски во изјава за медиумите рече дека одбраната нема потреба од одолговлекување. Зошто би купувале време? Нема врска. Очигледно е дека и двајцата обвинети мисле дека е 27, по кој основ не знам. Меѓутоа, еве, прво обвинетиот веднаш кога му се јавивме дојде на судењето. Застапникот на оштетениот, адвокатот Камишевски, до судот доставил оштетно побарување подкрепено со невропсихијатриско вештачење, но за медиумите не сакаше да коментира колкав е износот на материјалната оштета која ја бара Пендиков. Адвокатот на одбраната има забелешка во однос на вештачењето. Меѓутоа има нешто што вака првично ми падна во очи по однос на психијатриското вештачење, кога невропсихијатар вештачи за физичката болка. Невропсихијатар може да вештачи само за душевната болка, а за физичка болка треба друг вид на специјалист да вештачи. Така да ќе видиме во понатамошниот тек на постапката.
Наредното рочиште е закажано за 16 април, за кое судијата Бојан Мартиновски побара со полициска придружба да се обезбеди присуство на обвинетиот Борче Ангелов. Процесот за претепувањето на секретарот на згаснатиот бугарски клуб во Охрид е во фаза на изнесување на доказите од страна на застапникот на обвинението, пошто ќе следува изнесување на доказите од страна на одбраната. Пендиков беше нападнат на 19 јануари 2023 година во гостителски објект на кеот на Охридското езеро. По инцидентот беше префрлен на лекување во Бугарија, каде подоцна доби бугарско државјанство. Случајот предизвика тензии во односите помеѓу Софија и Скопје. Францускиот поет Жан-Пьер Симеон е добитник на Златен венец на Струшките вечери на поезијата 2024. Францускиот поет, есеист, прозаист и драмски автор Жан-Пьер Симеон е годинашен добитник на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата, соопшти денеска професорката Елизабета Шелева, председателка на управниот одбор на фестивалот. Наградата на лауреатот ќе му биде врачена на поетското читање Мостови, една од централните манифестации на годинешното издание на фестивалот, кој ќе се одржи од 22 до 26 август. Германската поетеса Катрин Пиц за стихозбирката "Вакви денови имало од секогаш" е добитничка на наградата Мостови на струга за 2024 година, која Струшките вечери на поезијата во соработка со УНЕСКО ја доделуваат за најдобра дебитантска збирка. Основното училиште Живко Чинго го одбележа патрониот празник. Со свечена приредба која се одржа вчера во спортската сала Тодор Александров, Општинското основно училиште Живко Чинго од Белгошти го одбележа својот патронен празник. Во рамки на програмата беа доделени и наградите од литературниот и ликовниот конкурс, а публиката имаше можност да проследи рецитали, ритмички точки и драматизации подготвени од страна на учениците. Пред почетокот на приредбата беше положено свежо цвеќе пред споменобележието на Живко Чинго во училишниот двор. Градоначалникот Кирил Пецаков денеска оствари средба со амбасадорот на Унгарија во Република Македонија Андраш Клајн, кој беше во прва официјална посета на општина Охрид. На средбата се разговарало за можноста за продлабочување на соработката помеѓу Охрид и Унгарија, особено во областа на туризмот. Градоначалникот го запознал амбасадорот со приоритетните инфраструктурни проекти на кои работи општината и идните инвестиции во повеќе области. Се разговарало и за теми поврзани со културното наследство и можноста за организирање на културни манифестации поддржани од унгарската амбасада. По средбата со градоначалникот, амбасадорот Клајн, придружуван од службите на општина Охрид, го посетил основното училиште Ванчо Николевски во Лескоец, каде што се запознал со условите за работа и можностите за донирање на техничка опрема во ова училиште, информираат од општината. По повод Светскиот ден на театарот, представата Несватената цивилизација ќе биде бесплатна за публиката. Со одлука на директорот на Центарот за култура во среда 27 март со почеток во 20 часот, представата Несватената цивилизација од Добри Војников ќе биде одиграна бесплатно за публиката. Картите ќе можат да се подигнат на билетарата по принципот прв дојден, прв услужен, информираат од Центарот за култура Григор Прличев. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Соединетите Американски држави започнаа евакуација на своите граѓани од Хаитите со хеликоптер. Тешко вооружените групи окупирале голем дел од главниот град Порто-Пренс. Американскиот Стейт Департмент соопштил дека американските граѓани ќе бидат евакуирани со чартер летови. Со првиот лет биле евакуирани 15 луѓе во Доминиканската република, објавиле британските медиуми. Според портпаролот на Стейт Департментот, хеликоптерите ќе можат да евакуираат повеќе од 30 граѓани дневно. Околу 1600 американци пополниле онлайн формулар со барање информации за опциите за напуштање на Хаити. Според проценките на Обединетите нации, повеќе од 360.000 луѓе се внатрешно раселени. Насилствата од бандите веќе однесоа илјадници жртви, чии тела лежат расфрлани по улиците, пренесуваат медиумите. Активисти и групите за човекови права пријавиле масовни убиства, киднапирања и сексуално насилство. Премиерот на Хаити минатата недела објави дека ќе поднесе оставка.
Во Брисел денес почнува дводневниот самит на Европскиот совет на кој лидерите на Европската унија ќе разговараат за политиката за проширување на унијата, а се очекува да донесат одлука за отварање пристапни преговори со Босна и Херцеговина. Како што било наведено во агендата, лидерите ќе разговараат за најновиот развој на случувањата во Босна и Херцеговина, Украина и Молдавија, а меѓу другото на дневен ред ќе се најдат и прашања за безбедноста, одбраната и поддршката на Украина, како и план за конфискување имот на Русија. Председателот на Европскиот совет Шарл Мишел оценил и дека е време за промена на парадигмата во однос на безбедност и одбраната на Европа. Сега кога се соочуваме со најголемата безбедносна закана по Втората светска војна, крајно време е да преземеме радикални и конкретни чекори за да бидеме подготвени за одбрана и да ја поставиме економијата на Европската унија на воена основа. Ова значи да трошите повеќе и да купувате повеќе заедно, а со тоа и поефикасно. Исто така треба да и помогнеме на одбранбената индустрија да пристапи до приватните и јавните фондови и да ги намали регулаторните оптоварувања и бариери, рече Мишел. Француските регулатори го казнија Google со 250 милиони евра, односно 272 милиони долари за прекршување на правилата на Европската унија за интелектуална собственост во односите со медиумските издавачи. Тие навеле дека четботот на Google Bard напојуван со вештачка интелигенција, откако бил ребрендиран под името Gemini, бил обучен за содржини од издавачи и новински агенции без да ги извести. Google на блог објавил дека се согласил да ја подмири паричната казна, наведувајќи дека е време да се продолжи понатаму. Франција е првата земја членка на Европската унија што ја усвои директивата за авторски права која одредува како издавачите и новинските компании склучуваат договори за лиценцирање со онлайн платформите. Шефицата на сметководството во Загребскиот музеј за уметност обвинета дека украла 1,3 милиони евра од сметката на музејот, пишува Јутарњи лист. Пред повеќе од месец дена новиот директор на музејот поднел кривична пријава против неа. Како што пишува Јутарњи лист, според кривичната пријава, 50-годишната шефица на сметководството во текот на 2 години од службената картичка на мајка си и префрлила над 730.000 евра, а останатите 633.000 наводно ги потрошила за купување брендирана облека, обувки, авионски карти, козметика и јадење во ресторани. Музејот го ставила во таков долг да истиот не може да си ги подмири тековните сметки за 2023 година, па во итна процедура на седницата на Градското собрание се појавило барањето на музејот да им се одобри помош за подмирување на доспеаните долгови за 2023 година во износ од околу 200.000 евра. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!